Во ситуација кога се оспорува констатацијата на председател на собранието, председателот на собранието е должен да створи услови да утврди бројна состојба на присутни пратеници во салата, а според член 97 во таква ситуација во член 97 е санкционирано дека во тој момент се затвараат вратите за да се констатира состојбата. Тоа ви е пак укажувањето на оно што ви укажував пре 14 години, што ви укажував дека оно што го правите ќе ви се крши о глава. Тоа е деловникот. А очигледно тоа што вие правите снимки од тука, ваше право, иако немате право на тоа, него моја добра волја што ви дозволувам. Именно членот 97 се однесува на сосема една друга работа. А не би сакал вие произволно да интерпретирате деловник, најдете од членот и прочитајте каде за утврдување на дневен ред на пратеници кои што сакаат да дискутираат, пишува дека треба и може да се заклучат во пленарната сала. Тоа и член побарајте го и прочитајте го. А интерпретација од вас се наслушав на овој период. И затоа што така го интерпретирате деловникот цело време, затоа сме во оваа фаза дојдени и да се расправаме преку пресконференции за оно што го правите. Мада ова што вчера го направивте, немате никаков изговор и ова е скандал од невидени размери. Да се заклучат пратеници во сала, а денеска да интерпретирате член 97 став 5, кој што се однесува за гласање и барање на гласање, односно потребата за поименично изјаснување на пратениците, да го споредувате со нешто друго е сосема. Тука е точно напишана постапката како се спроведува, која спроведува и зошто ја спроведува. Прво, не сум портпарол на председателот на собрание, меѓутоа ќе го дадам истиот одговор кој што го дадов, а кој што вие се обидовте да го извртите. Јас воопшто не навлегував во автентичност на телевизиска снимка, туку кажав дека на таа снимка не се гледува кој со кого зборува. А во однос на тоа кој со кого зборувал, јас ќе ве повикам да се повикате на пресконференцијата, односно на брифингот кој што председателот на собранието го имаше пред неколку дена. Втора работа. Во однос на користење на речник, јас секогаш сум се придржувал до соодветен тон и начин на комуникација, било да е тоа пред пратениците, било тоа да е пред телевизиските екрани, било да е тоа во секојдневна комуникација, и тоа е нешто што на мене лично многу ми значи.